Многу се израдував кога прв пат, не сеќам кога беше кога прв пат дознав дека делата на апостолите се следнава полука. Барем исто толку колку што се радував кога лани галатјаните и римјаните беа библиска полука. Може би не разбираме доволно, но заедно со галатјаните и римјаните, третата библиска книга која што најмногу влијаела, барем за Генерална конференција во Минеаполис 1888 година, за целата вистина во врска со оправдувањето со вера, се делата на апостолите. Кога ќе стигнем до 15 глава, а тоа не знам кога ќе биде, но може да биде многу скоро. Не знам дали ќе биде следната сабота или некоја потоа, ќе видиме. Кога ќе стигнем до 15 глава, ќе кажам некои детали. За тоа не се знае точно, не може никој да каже, бидејќи немало тогаш снимани проповеди, како денес, што точно проповедале Джонс и Вагонер на таа конференција. Не што напишале подоцна во своите книги или написи, туку што точно тогаш проповедале од катедра, никој не може да каже, бидејќи има само некои штури податоци, сведоштва на учесници од конференцијата за тоа што конкретно било кажувано. Меѓутоа, многу појасно се знае кои книги беа користени за нивните проповеди на таа конференција. И најмногу биле користени на прво место галатјаните, тоа беше очекувано, на второ место римјаните, и на трето место, што многу не го очекував, Дела на апостолите 15 глава. Најмногу била цитирана на таа конференција. И за тоа ќе кажам нешто повеќе кога ќе дојде 15 глава на ред. А сега сме на 14 глава. Последен пат ја прочитавме првата Павлова проповед забележена во писмото, а тоа беше во Антиохија Писидиска 13 глава од Дела. Сега сме кај 14 глава. Тука повеќе ќе прочитаме за искуството што го имале Павле и Варнава, иако се споменува во многу кратки црти и Павловата проповед. Павле одржал проповед многу чудно, да не ја одржал, да ќутел, ќе продолжиле да го слават незнабожците од Ликаонија во денешна Турција. А што би одржал проповета, го замразиле и почнале да го гонат. Сакате такво искуство? Сте имале такво искуство? Замислите, некој ве фали, ве слави, и се додека молчите, ќе продолжи да ве фали и да ве слави, ама само ако отворите уста и кажете вистина, ќе почнат тие исти да ве мразат и да фрлаат камења по вас. Какво било тоа искуство? Да почнеме 14 глава од првиот стих. 13 глава не ја читав до крај, туку само проповета, но потоа се вели, само да кажам онака, да нафрлам, се вели како јудејците кои што ги замразија Павле и Варнава и нивната проповед, Евангелието, го побунија целиот град, Антиохија Писидиска се мисли, мнозина побунија од незнабожците, значи почна да шират клевети, сега и да прават забуна,
против апостолите и настана таква забуна што некои незнабожци кои што продолжија да веруваат и да го слушаат Словото, се радуваа, вели, но некои се завртеа, ја прифатија клеветата на јудејците, се соединија со нив и ги потикна, јудејците, вели, ги потикна на гонење против Павле и Варнава и ги истера од својот крај. Тоа е во 50 стих од 13 глава. Потоа се вели, тие го истресоа правот од нозете своји и дојдоа во Иконија. А учениците се исполнија со радост и дух свети. И сега што случува во Иконија? Или денешна Конија во Турција. Во Иконија тие заедно влегоа во јудејската синагога, значи иако горенти од јудејците, во секое ново место, доследно прво проповедаат на јудејците. Прво проповедаат на во синагогите, ако имало таква. Кај што немало, како во Филипи, тамо каде што се собирале верниците во единствениот вистински Бог, Творецот. Понатаму се кажува дека и зборуваа така што мнозина јудејци и елини поверуваа. Значи и јудејци и незнабожци. А јудејците што не поверуваа, ги побунија и раздразнија духовите на незнабожците против браќата. Повторно иста приказна. Но тие сепак останаа тука доста време и смело говореа за Господ, кој сведочеше за словото на својата благодат, давајќи преку нивите раце да стануваат знаци и чуда, како што Господ и ветил, дека такви знаци и чуда ќе го следат нивното мисионирање, нивното проповедање. Тоа во животот на апостолската црква се случувало, тоа било секојдневно. Знаци и чуда. Четврти стих. А народот во градот се раздели. Едни беа со јудејците, а други со апостолите. Замислите ситуација. Незнабожците се разделија. Едни се против, други се за. Добро, јас се сеќавам. Мислам дека ова беше... Брат Дълчо ни каже еднаше едно искуство. Кога бевме на погребот на Ноември лани. Мислам, тогаш го каже. Кажа како сведочел во Свети Николе изгледа со книги на отворено место, дали крај фонтаната, не знам каде било точно. И местниот поп, са повод беше што попот што го обави погребот, тој бил истиот. Тоа беше поводот зашто он го спомена ова искуство. Истиот тој поп вели, века го насеска народот што беше тука, Свети Николчани, против Делчата. Ама Делчо почнал да зборува храбро и народот се поделил. И дури според Делчо повеќето застанале на негова страна. Го презреле авторитетот на свештеникот. Тоа е друго. Логично. Го познавале премногу добро и својот поп. Во случајов некои незнабожци можеби ги познавале добро и јудејците, што мустра се, па дека не се многу верни нивните клевети за верување. Но не толку заради нив, веројатно заради силата на вистината, која што била потврдена и со овие знаци, чуда и дела, како што носи наслов целата книга. Дела. Тоа
на апостолите бил дадено подоцна. Инаку, првобитниот наслов на книгата бил само дела. Понатаму читаме, и кога незабожците, 5 стих, и кога незабожците и јудејците со своите началници се готвеат да ги хулат и да ги каменуваат дури. Тие што разбра се засолнија во ликаонските градови, значи во други градови, Листра и Дерва, и во нивната околина. Таму почна да го проповедат Евангелието. Што друго? Во Листра седеше еден човек, немокен во нозете, значи сакат. Тој бил сакат од мечената утроба се вече, и овој никогаш не одел, како оној пред храмот, кога Петар и Јован го исцелија со Божја сила. Друг таков случај. Но овој пат во Листра. Тој слушаше дека Павле зборуваше. А Павле го впери во него погледот и виде дека во него има вера дека може да оздрави. Чудно како може ово преку поглед да се заклучи. Па му рече со висок глас: тебе ти велам во името на Господ Исус Христос, исправи се на нозете своји. Видите, понекојаш Христовите и апостолските проповеди не биле прекинувани од некој демон или демонизиран човек, или од Христовите непријатели Синедрионот или бесна толпа, која што крцка со заби и не може повеќе да слуша. Понекојаш христијанските, апостолските проповеди конкретно, биле прекинувани од самиот Свети Дух. Или колку Светиот Дух самиот е, не би рекол сега политички, туку црковно некоректен. Не постапува секогаш според црковните правила. Самиот Христос го најавил тоа, кога рекол ветрот дува каде што тој сака. Не каде што луѓето сакаат. И духот дише како што он сака, каде што он сака. Понекојаш испротивно на црковните правила. Например, Духот Свети паднал врз незнабожците од Корнелиевиот дом. Не само што биле необрезани, туку по тело, туку се уште не биле крстени со вода, а сега Духот Свети паѓа врз нив. А до тогаш правилото било, значи за обрезаните, го прифаќаат Христа, кои поверуваат меѓу нив, се крштеваат со вода, и дори потоа специјално треба да дојдат апостолите да положат раце врз нив, за да го примат Светиот Дух. Во случајот со Корнелија читавме, Светиот Дух постапува спротивно на тоа правило. Сега гледаме, апостол Павле си ја прекинува собствената проповед, за да се направи чудо со силата на Светиот Дух. Иако таа проповед не ни е дадена да прочитаме што конкретно зборува. Но се вели тука дека сакатиот човек, штом го чува ова, значи, и тој скокна и почна да оди. 11 стих. А луѓето кога видоа што направи Павле, се видите реакција. Многу интересна реакција. Кога луѓето видоа што направи Павле, што се случи? Го подигнаа гласот свој и извика на нивниот диалект, ликаонски: боговите слегле кај нас во човечки лик. Значи, они си го протолкувале чудото според своето паганско суеверие. Значи, замисли, што би се случило ако денес направите некој чудо во некој, да речеме, православно село, да речеме. Одмак ќе речат дека свети овој или свети оној се симнал меѓу нас. И да, гледаме дека ваквите ситуации
прават и тие прават проблем. Значи Евангелието на два начина може да предизвика проблеми за неговите проповедници, за неговите носители. Прво, најмногу што предизвикува е бес и омраза, значи горење, прогонство против нив, од страна на оние што го отфрлаат и не веруваат. Но и на друг начин прави проблем. Може да прави проблем и од страна на паганите кои што навидум ги подржуваат, че не ги гонат, ама ги прославуваат. Потоа ќе видиме во Филипи се случил истиот проблем. Еднаш посебно зборував за тоа. Една проповед под наслов, или тоа беше како прашање во проповедта, на вистината не и треба сатанска реклама. Таму читавме во дела 16 глава, една жена во Филипи, која што била бајачка, почнала со висок глас да се дере и да им зборува на граѓаните дека Павле и Сила, значи овие двајца луѓе се апостоли, сведоци на вистината, ви зборуваат за единствениот жив и вистински Бог. Почнала да ги рекламира, значи, други зборови. Почнала да ги фали на некој начин. Но апостол Павле вели таму се заврте и ја укорил, и го укорил духот подочно, демонот што ги зборувал тие работи, и го изгонил демонот од неја, значи ја исцелил од низиниот дух. Зошто? Бидејќи низината реклама прави штета. Видите, секој не е овластен да ја проповеда вистината. А кој е овластениот според денешната лекција? Кој се е овластен да биде Христов сведок, проповедник на вистината? Тој што го има Духот Свети. Тој што го примил Духот Свети, веќе само Духот Свети е овластувањето. Овластувањето не е некоја па диплома, демек црквата те овластила. Или конференцијата, и тоа е фалсификат исто. Христос ги овластил своите ученици да ја проповедат вистината на тој начин што им го дал Светиот Дух. Кој го нема Светиот Дух, дури сатански дух или суеверие паганско, тој не е овластен да ја проповеда вистината. Ако таквиот, без Светиот Дух ја проповеда вистината, тој прави штета, а не корис. Зошто? Бидејќи неговиот живот сведочи спротивно. И затоа прави поголема штета. Еден куп проповедници кои што ја проповедаат вистината без Светиот Дух прават штета, а не корист на Божјото дело. Зошто? Затоа што нивниот живот сведочи спротивно од оно што го проповедаат. Во случајов паганиве почнале да ги фалат и слават Павле и Варнава како да се богови. Нивните пагански богови слегле во човечки лик помеѓу нив. Ним, значи на луѓето, им ја припишале Божјата сила што го исцелила сакатиот, хромиот. 12 стих вели, и Варнава го нарекоа Зевс, а Павле Хермес, односно Меркур. Зошто? Бидејќи Павле зборуваше. Павле беше тој што зборува, и овие го протолкувале тоа, бидејќи Хермес е портпаролот на олимписките богови, че они што зборува. Затоа Варнава го нарекле Зевс, бидејќи Варнава кјутел, а Павле, бидејќи Павле зборувал, проповедал, Павле бил Хермес. И само да тоа остана? Да ги прогласат за богови? Не. 13 стих вели, жрецот пак на Зевс, одnosno паганскиот свештеник, чиј кип се наоѓаше пред новиот град. Откако доведе јунци и венци пред портата,
сакаше заедно со народот да принесе жртва. На кого да го принесе жртва? На Павле и на Варнава да им принесе жртва. Но апостолите Варнава и Павле, кога слушнаа за тоа, ги раскинаа своите облеки, се втурнаа меѓу народот гласно викајки: луѓе, зошто го правите ова? И ние сме смртни како и вие, но ви проповедаме да се обратите од овие празноверија кон живиот Бог, кој ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив. Ова е единствената проповед забележена во оваа глава. Тоа што Павле го проповедал пред да го исцели сакатиот, тоа не ни е запишено, да знаеме што проповедал точно. Можеме да претпоставиме, се разбира. Но ова е единствената проповед, започната оде во 15-тиот стих, продолжува понатаму 16-тиот и 17-тиот. Кој поранешните поколенија на народите ги остави да врват по нивните патишта, значи во темнина, иако не престануваше да сведочи за себе, правејќи ви добро, или правејќи ни добро, со праќање дождови од небото и плодоносни времења, и исполнувајќи ги срцата наши со храна и веселост. Ете, толку е забележено од оваа проповед. Значи, Павле Варнава, место да речат: о, што убаво печење не чека сега, цели јунци овде се колат за нас, ги раскинаа своите облеки, бидејќи како останеа да го јадат тоа месо, ќе направеа греф, затоа што ќе беа соучесници во празноверието, дека стварно они се боговите што дошле, Хермес и Зевс, се симнале од небото и ги направиле ова чудо со нивна сила. Наместо тоа сакале да посведочат за вистинскиот Бог и нему да му ја припишат силата на исцелувањето на сакатиот. Но со тоа, значи со вистината, си направиле проблем. Место популарни и славени светци, сега станале што? Сега станале омразени непријатели за овој ист народ. На кој начин? Изборувајќи за ова, одвај го убедија народот да не им пренесува жртва, туку секој да си оди во својата куќа, додека се наоѓа таму и поучува. Сега продолжува следниот стих вака. Од Антиохија и од Иконија, значи од тие два претходни града, пристигнаа некои јудејци. Еве ги сега клеветниците. И кога апостолите зборуваа отворено, тие го убедија народот да ги напушти, велејќи дека ништо вистинско не зборуваат, туку само лажат. И те апостолите биле обвинети дека лажат. И што е интересно, добар дел од народот во тоа поверувале, дека овие се стварно лажговци. Понатаму читаме, а кога го придобија народот, значи, народот поверувал, наседнал на оваа лага, на клеветата, дека Павле и Варнава се лажговци, лажни пророци, лажни учители, го каменуваа Павле, па го извлекоа надвор од градот, мислејќи дека е мртов. Мисля, готово. Го утепаа. Го утепаа лажниот пророк. Каков проблем може човек да си направи со тоа што ќе проповеда вистината? Да молча, ќе ги чекаше слава, чест, власт на целиот тој град. Значи, ако сум јас Зевс, значи, што да речам, цел град ќе ми се клане, ќе го изврши тоа. И плюс печење од озгора. А сега се направија
проблем, со вистината се направија проблем, да изеда толку ќотек, што тука се вели го каменуваа Павле и го извлекува телото негово надвор град, мислејќи дека е мртов. Имаше тука едно младо момче во таа толпа листрани, кој што го наблюдувал сето тоа. Кој што и тој помислил, иако со малку жалење во срцето, со тага, дека Павле навистина бил утепан до смрт со ова каменување. Кој беше тоа момче? Кој би можел да биде? Кој голем Павлов соработник се обратил после ова искуство, жител на Листра и сведок на сето ова што го прочитавме? Тука не ни кажува Библијата, не? Дали само Елена Вајд го кажува тоа? Или тоа подоцна се кажува во делата? Да, тука не се споменува. До крајот на главата не се споменува. Не се споменува. Го гледате некаде да се споменува до крајот на главата? Не се споменува. Не се споменува. Кој било тоа момче, кое што било сведок на ова, па име Павловото каменување, и кое што потоа, кога Павле станува жив и здрав од таму, од каде што го изфрлиле, после толку каменување, че тоа е Божјо чудо. Тоа не е обично преживување на толку многу ќотек. Тоа е Божјо чудо, што останал жив. И тоа придонело да се обрати ова момче и да стане негов верен соработник до крајот. Тоа не е некој друг, туку Тимоте. На врват на јазикот ви беше. Да. А јас па не сум тренда да прашувам дали сте сигурни, колку проценти сте. Тоа не е битно. Тимотеј тука го започнува својот христијански живот. После ова големо чудо, да бидеш каменуван до смрт, да те исфрал како пес, мислејќи дека си убиен, и после тоа стануваш жив и здрав како ништо да не било. И продолжуваш со својата служба. Тоа е само Божје чудо, тоа не може да биде никаква случајност. Нека му е фала и слава на Господа. Тука некаде, значи, се наближивме многу до, иако не ја дочитав цела 14 глава, не е битно. Се вратија потоа на крајот, ова беше првото апостолско, првото мисионско патување на апостол Павле, се вратија во Антиохија Сириска, иако и двете се денес во Турција. И пред да замине Павле на своето второ мисионско патување, кое што по волјата на Светиот Дух ќе го одведе многу подалеку од колку што тој планирал, дори во нашиот крај, значи, во Македонија пред се случува дела 15 глава, односно првата голема криза во апостолската црква и апостолскиот собор, кој што бил свикан за да ја реши таа криза. Затоа повеќе следните саботи, ако даде Господ живот и здравие. Нека му е фала и слава вечно. Амин.